Онемена невеста, чита Александар Станојков. Едно момче беше заљубил едно девојче и 300 маривети прајало за како да ја земит. Арно ама, девојката него го нечела, ами брата му го засакала, чунки поличен бил од брата му. Така бидејќи и никако не се можело да бидит некоја работа. Ниту поголемиот брат можеше да се жени, ниту помалио, при се што го сакала девојката помалио, арно ама помалио не му го земал редо на постарио. Бидејќи севда голема имал постарио брат на тоа девојче, измислил за солага да го земи и го кандисал помалио брат на зборо постарио и пратил стројници да ја свршил и кога дошло редот да ја зема за невеста, тој ошол за зет, а кога дошло да се венча, постарио се стокмил да ја венча. Со голема радост го веала девојката и чекала попо да се венча, чунки ќе земела момче што е било на срце. Во тоа време била и сестра е тука на младата невеста и узнала оти поголемиот брат ќе се венчат со сестра е и голема мака е паднало, задека со лага ќе ја венчаат. Арно ама од пустиот страм што имала, не можела да ја проговори на сестра и да ја кажи за да не ја венчат. На маката згора ја текнало нешто на големата сестра да ја речи и да ја кажи со најма, бидејќи таа држала Борината враце за да свети во куќата и рекла на сестра си вака: "Држ мури, сестро Боринава, држ мури, слепачке и немачке, да светиш и да видиш, дури да дојди попо да се венчаш." Со тоа нешто сакала да ја кажи, да се опули и да го види зетот и не е тој што мисли таа. Арно ама, при се што зела Борината враце да свети, од пусти страм невестински ич очи не отворила и не го видела несаканото за неа момче. А откога се венчала и го видела, укруп на срце е паднало и нема останала до векутума века.